Кога станува збор за намалување на килограми, според мене клучно е да донесеме одлука. Кога ќе одлучиме дека е време за промена, дека сакаме да се чувствуваме удобно во сопствената кожа, да имаме повеќе енергија, да бидеме поздрави и да изгледаме подобро, тогаш 50% од работата е завршена. Втор чекор е да направиме промена во исхраната, во количините, намерниците и соодносот на макронутриентите. Како тоа да го направиме? Најголем дел од секој оброк треба да завзема свеж овош и зеленчук, да внесеме доволно протеин во форма на јајце, месо, риба, наот, леќа, јогурт, граф и така натаму, да ги замениме рафинираните аглехидрати со оние од интегрално брашно, например интегрален леб, паста, житарки од цело зрно, овесни снеголки и слично, затоа што интегралните житарки изобилуваат со растителни влакна кои ни помагаат подолго време да се чувствуваме сити. Мастите не треба да ги изоставуваме. Иако се многу калорични, тие исто така придонесуваат за подолго чувство на ситост и се многу важни затоа што влијаат на регулирањето на хормоните, на плодноста, на апсорбцијата на липосолубилните витамини и така натаму. Треба да избереме масти кои се незаситени, односно здрави. И тоа маслиново масло, сардини, јатки путери од јатки, лосос, сладно цедени масло од семиња, авокадо и слично. Многу е важно да пиеме доволно вода. Жета телото некогаш може да ја препознае како глад, иако не сме гладни туку жедни, да седнеме и повторно да јадеме. А најважно од се е да бидеме доследни во одлуките, но сепак понекогаш да си дозволиме парче торта или пица и да не чувствуваме грижа на совест во врска со тоа.